Вртоглавиот раст на цените на горивата ќе се одрази на останатите производи. Експертите алармираат, државата треба да преземе нешто за да се спречи цунамито поскапување. Една мерка е намалување или откажување на дел од акцизата и другите давачки. Секоја мерка е добра. Добро дојде на однос на заштита на буџетот, зборам на граѓаните, приватниот буџет. Од друга страна, ако нема акциза, државава нема прилив на средства во буџетот, тука треба пари да се добијат од стопанството. Ќе се поскапи финансиските услуги. Те SWIFT немате, нема, знаете, шеска, па ќе поскапат авионите, не може да летат низ определени територии, се зголемува часови на летање, тој никој треба да го плати. Кој ќе го плати? Тие што редовно плаќаат. Го плаќа народот, ние го плаќаме. Транспортерите веќе трпат штети. Од асоциацијата Макам Транс веќе предложиле нивно субвенционирање или намалување на ДДВ-то, но за сега немаат одговор. Дали ќе намали акцизата или ќе овозможи враќање на дел на акцизата како што го има во Србија, Црна Гора и скоро во сите држави од Европската унија. Значи тоа е она што се практикува за да не дојде до големо влијание на ова цена на зголемување на инфлацијата. Ако се сеќавате кога паднаа цените скроз на енергенците, значи владата воведе 3 денари зголемена акциза, затоа што сметаше дека нема да ни влијае под мотивот на антикризна мерка, меѓутоа тоа беше антикризна мерка, меѓутоа за полнење на средства во буџетот. И такси превозниците се соочуваат со огромни трошоци. Дел од нив дури и размислуваат да престанат да возат, доколку не запре растот на цените на горивата. Многу давачки дат за него. Значи 50% од прометот денес што се прави се дава за гориво. Од 39 денари до 75,5 колку што дојде цената, тоа е премногу. Значи, ние навистина го укинавме попустот на воžnji, меѓутоа тоа не е доволно за да се покријат трошоците. Чекаме од комората, од сојузот на таксистите да преземат нешто околу таа поскапувањето, до каде ќе оди, до кој степен ќе се толерира. Цените на бензините достигнаа и до 84,5 денари за литар. Во оваа сума, без малку половина се даноци, акцизи и такси кои завршуваат во државниот буџет. Дополнително, од лани владата за дизелот воведе и еколошка такса од 3,5 денари за литар.